Благодарам, заменик председавач. Почитуван министер, еве во знак на зелената агенда, почнавте со претходниот амандман намален, го прифативте. Се надевам дека тој прогрес ќе го задржите, како што кажав и во при крај на денешниот ден и утрешниот. Сакам да дадам допринос за овој амандман, бидејќи Ѓорче Петров е општина од каде што доаѓам, како девојче. Потоа да поврзам една паралела, да повлечам со општината Газиваба во која што сега живеам. Она што го потенцираше Бојан, ја не би го повторила, но како што реков ќе направам паралела со општина Газиваба, односно сакам да укажам на важноста на овие проекти со одржување на, како што вели на амандманот, уредување на кеот и речното корито. Она што го предочи Бојан за природни непогоди, јас ќе ве потсетам за поплавите катастрофални што се случија во Газива од 2016 и тогаш и сега се од исклучително значење од водните канали да се одржуваат чисти, бидејќи веќе се направи прогрес еден во Газиваба во делот на изградба на фекална канализација на потегот од Ергеле до Дрма. Тоа се 6 или 7 населени места, и на потегот од Стајковци до горе селата Црешово, Виниче, Смилковци, Раштак, Булачени, Страчинци и Брњарци. Страчинци баш пред некоја недела бевме каде што се почнува довод да се работи. Во Смилковци ќе се заврши постапката за фекална канализација во септември 2022 со грант од Светска банка, додека Јурумлери за вакуум канализација, која што предходниот градоначалник на СДСМ ја промовираше дека е завршена, беше започната, сега веќе се одвиваат таму работите во фази. Исклучително се важни затоа што во овие, како што кажав, вкупно негде 13 населени места живеат околу над 40.000 граѓани, и tekako е од суштинско значење. Во програмата за Министерството за животна средина и просторно планирање имате баш во делот на канализациони мрежи и одводни канали зголемување околу 202%. Јас се надевам дека ќе дадете приоритет токму на овие општини кои што за жал, еве пример од Ергеле до Дрма, функционираат на тие отворени канали кои што се извор на лоша миризба во текот на летните месеци. Тоа се отворени канали и јами кои што од друга страна допринесуваат за загадување на земјоделското земјиште. Сакам уште еднаш да апелирам еве во знак на вашата зелена агенда, на она што претходно ве повикував, да дадеме простор за проекти за сите граѓани, да ја преиспитате одлуката за овој амандман. Ако не е во износ на ова како што е предложено, може и да се намали за да се прифати и да се отпочне. Ви благодарам.